Само еден час пред свеченото отворање на Олимписките игри во Пекинг, организаторите одлучиле да го сменат банерот на македонските олимпици и тоа без нивно знаење. Се дотогаш на официјалната табла под која македонскиот тим требаше да парадира стоело името Република Македонија и тоа испишано на кинески јазик. Но кога македонската делегација се симнала од автобусот и влегла на спортскиот терен, забележале дека на таблата бил ставен нов надпис, односно референцата. За реакции било предоцна. Од Македонскиот олимписки комитет велат дека кинезите 2 недели ги уверувале дека нема да има никакви проблеми. Дури и за време на церемонијата на подигнување на знамето, нашите представници биле најавени како Република Македонија. Но поради силниот притисок на грчката влада и Грчкиот олимписки комитет, организаторите во последен момент ја смениле одлуката. За разлика од целата македонска јавност, нашите олимпици, како што велат од МОК, не се разочарале. Ова за нив ќе представувал дополнителен мотив да постигнат што е можно подобар резултат. Во меѓувреме, грчките медиуми пак се радуваат на победата која ја освои Грција на самиот почеток на Олимписките игри, но која наместо спортска е класично политичка. Олимписката делегација на ФИРОМ вчера парадираше со банер на кој стоја иницијалите на нивното официјално име кое го употребуваат и Обединетите нации и Меѓународниот олимписки комитет. ФИРОМ стои како ударна вест на денешните изданија на грчките весници. Телевизијата НЕТ пак пренесува. Делегацијата на Скопје не успеа да се представи под уставното име Република Македонија. Меѓународниот олимписки комитет не го дозволи тоа откако Националниот комитет на Грција ги презема сите нужни действија. Делегацијата од Скопје беше предупредена да не го изговара името или пак да извади пано со името Република Македонија, зашто во спротивно ќе биде отстранета. Ова е уште еден во низата удари за Македонија кои грците го постигнаа на стариот познат начин. Силна лоби група, притисоци и закани, а за кои имаа и директна поддршка од нивната шефица на дипломатијата, која лично долета во Пекинг и мафташе од спортските трибини. На Олимписките игри во Кина не замина ниту еден висок функционер од Македонија. Но политиката замеша прсти во спортот. Македонската влада на линија со Пекинг бара заштита на македонските спортисти. Апелираме до нашиот јужен сосед да овозможи духот на олимпизмот и духот на спортскиот надпревар, да се го најде своето реално место на летните олимписки игри во Пекинг. Прашањата кои што ги имаме од билатерален карактер со нашиот јужен сосед се решаваат низ многу добро познатите форуми и низ многу добро познатиот диалог. Олимписките игри не се ниту време, ниту место за било какви политички спорови, ниту за било какви политички надмудрувања. Името македонец, името македонска делегација, името македонци е неприкосновено и ние ќе го браниме во секој форум. Ние сме веќе во интензивна комуникација и со домаќинот Република Кина, а Македонскиот олимписки комитет е во интензивна комуникација со Интернационалниот олимписки комитет.